вели ученикот 7 одделение на друштвената мрежа TikTok објавил листа со име и презиме на свои соученици и се заканил дека ќе ги ликвидира. Во објавата е наведен и точниот датум. Директорот на основното училиште Стив Наумов од Битол во разговор за 4News вели дека е одржан родителски состанок и дека се известени во МВР и Центарот за социјални работи. Потврдува дека инцидентот се случил надвор од училишните клупи. За нив е најбитно дека тоа се случило надвор од училишните клупи. Одговорност. Нема е случено во школото, за да нема она одговорност и одробе. Кај сака нека се случи. За него е најбитно не се случило тоа во школото. Каде е проблемот? Проблемот е при воспитувањето на децата не е колку квалитетно ги воспитуваш ти децата и што ти им зборуваш. Квалитетно воспитување на деца се дава со квалитетно присуство. Многу е битно колку си ти присутен со своите деца. Ако ти детето Савајле го оставаш у 7:30 во градинка или во училиште и го зимаш у 4:30, па доаѓаш ке къснеш, гледаш да легнеш, постоа телевизор се уклучил, гледаш тоа да не те замара да можеш да бидеш, него го воспитува улицата. Нема воспитување од родителите за почит кон другарчињата, кон постарите. Ова насилство меѓу учениците, тоа си трае многу одамна. Сега треба да се види дали на ова дете што ги прави список кои другарчиња сака да го убие, дали него не му досадило па овие деца да го малтретирале во континуитет, да го маложувале и така натаму, зашто е? Ова е сериозна работа за анализирање. Кога таков список, кога се прави, кога прави дете таков список, веројатно списокот планира да го реализира во рамки на училиштето. И не може надвор да ги бара и да ги брка. Вие треба да се засекирате, пошто он ќе го реализира веројатно во рамки на училиштето.